Благодарам за присуството и за интересот. И сакал неколку работи да соопштам во денешната изјава, поврзано со преговорите за медиумите. Прво, предлогот кој што го достави Социјалдемократскиот сојуз за ВМРО-ДПМН е комплетно неприфатлив, од повеќе причини. Прво, во многу своји делови предлогот е спротивен на Уставот на Република Македонија и е спротивен на Европската конвенција за човекови права, кои што гарантираат слобода на мислење, став и изражување на истиот. Од предлогот се предвидува зголемување на казните за медиумите во Република Македонија. Во предлогот се предвидува комплетната раководна структура на управниот одбор на Агенцијата на медиуми и Македонската радиотелевизија да биде составена исклучиво од лица кои што работат во невладини организации финансирани од Сорос. Односно, треба да значи дека Република Македонија, целата медиумска сфера ќе отстапи на фондацијата Сорос и тие ќе одлучуваат кој медиум ќе работи, кој медиум нема да работи, како треба да работи, дали смее да зборува, дали не смее да зборува, дали смее да има емисии, дали не смее да има емисии. Четврто, во предлогот на СДСМ се предвидени нови одредби со кои што тие предвидуваат казни за така наречено професионално новинарство, односно дали одреден прилог е објективен или необјективен, дали е професионален или непрофесионален, дали ги има во себе едната, втората, третата, четвртата, петата страна или ги нема, и врз база на субјективна проценка на Агенцијата за медиуми ќе може да се изрекуваат најтешки казни за медиумите, вклучително и одземање на концесија, односно бришење од регистар на медиум. Тоа во сликовита представа би значело дека доколку одреден медиум, односно новинар во Република Македонија излезе со свој став дека Кирил Лазаров е добар ракометар, но ако не обезбеди во прилогот некој што ќе каже дека Кирил Лазаров е лош ракометар, тоа ќе значи дека е неизбалансирано и дека ги нема двете страни. Или ако некој новинар во свој прилог осуди педофилско однесување на педофил кој што силувал малолетно дете и не обезбеди втора страна која што ќе го правда и оправдува тој педофил, тоа исто така ќе значи дека е пристрасен прилогот и дека ги нема двете страни. Или предвидуваат во контактните емисии на различните телевизиски станици во Република Македонија обавезно да се запази еднаква можност на граѓаните да ги искажуваат различните ставови, односно ако 5 луѓе се јават и го нападнат град Скопје за тоа што некој булевар е направен или не направен, телевизијата ќе мора да обезбеди и 5 граѓани кои што ќе го бранат град Скопје. Инаку ќе може овој совет на агенцијата според предлогот на СДСМ да одземе лиценца. Дополнително со предлогот на СДСМ се брише обврската да се емитува програма на македонски јазик и на јазиците на помалите етнички заедници, но останува обврската да се емитува програма на грчки јазик, например, или на француски, или на италијански. И доколку не емитувате програма на македонски, немате никаков проблем. Но доколку не емитувате програма на грчки јазик, може да имате проблем со законот, односно може да ви биде земена концесијата. Се на се. Предлогот е фрапантно лош, еднакво лош како стариот предлог кој што го имаа пред 2-3 месеци. Ние искрено не можеме да разберем во какво обкружување работат, размислуваат и постапуваат овие луѓе. Ова е предлог кој што го нема не само во ниту една европска држава. Во ниту една европска држава нема ваква регулација. Го нема никаде во светот. Ова е луд предлог и ова е предлог кој што значи понатамошна деструкција. Односно, очигледно е дека Социјалдемократскиот сојуз е решен да создава конфликти, да создава проблеми, да создава деструкција. Знаат дека сите овие предлози не само што беа одбивани од наша страна, беа одбивани од Сдруженијата на новинари, од Македонската асоциација на новинари, од Асоциацијата на медиуми, од многу експерти, од многу граѓани, поранешни новинари, сегашни новинари. И ставањето на маса на ваков предлог е очигледно креирање на нов конфликт во политичките процеси. Спрема тоа, ние одлучивме денеска да настапиме вака.
ВМРО ДПМН останува на ставот дека актуелниот закон за медиуми е изработен во согласно со сите европски стандарди и има добиено сите позитивни оценки од сите релевантни меѓународни институции. Заради тоа што и релевантните меѓународни институции учествуваа во подготовката на овој закон, исто онака како што учествуваа и сите релевантни здруженија, асоциации на новинари, на медиуми во Република Македонија. Цениме дека овој закон е во ред, посебно заради тоа што би потенцирал на 24 февруари се распушта Македонското собрание. Од тој ден натаму, значи за само 20 дена, во сила стапуваат одредбите за медиуми кои што ги има во изборниот законник, а кои што се усогласени помеѓу партиите и кои што се изгласани едногласно во собранието. Во тие одредби во изборниот законник се предвидени сите гаранции како да има еднаква медиумска застапеност и правичен пристап и до информативните програми на медиумите, но и до рекламниот простор кој што ќе е потребен за политичките партии во овие избори. Затоа притискањето во овие 20 дена се донесе едно вакво гаргамел решение, очигледно желба да се предизвика конфликт. Доколку ваквиот став не е прифатлив, јас денеска со мене ги носам сите закони за медиуми на европските држави, ќе ги поставам на маса на преговорите и ќе ги замолам представниците од Социјалдемократскиот сојуз и секој оној друг кој што е заинтересиран, тука се од Италија, од Луксембург, од Чешка, од Словачка, од Грција, од Белгија, од Данска, од Шпанија, од Франција, од Велика Британија, од сите држави, да не ги набројувам, ќе ги поставам на маса и ќе ги замолам да изберат кој закон сакаат од европска држава, од држава членка на Европската унија, да го изберат, да го преведеме, да го изгласаме и да го имплементираме што е можно побрзо во Република Македонија. Заради тоа што ова е европско законодавство, врз база на овие закони, овие држави станале членки на Европската унија, ги исполниле критериумите да членуваат во Европската унија и добиваат позитивни оценки и врз основа на тоа законодавство ние можеме да исполниме тие критериуми. Врз база на друг начин на законодавство, на забрана за искажување на сопствен став, на медиуми, на новинари, врз база на зголемување на казните за медиуми како што предлага Социјалдемократскиот сојуз, врз база на гаргамел решение кое што не постои никаде во светот, не можеме да направиме исчекор нити во политичкиот диалог, нити во нашата желба да напредуваме кон Европската унија.